Младите масовно заминуваат во странство и нема кој да ги чува нивните родители. Ова е главната причина поради која скоро до максимум се исполнети 4 државни домови за стари лица во Македонија, во Скопје, Битола, Берово и Прилеп. Во домот во Прилеп од 150 места исполнети се 145. Старите лица кои што се сместени таму велат дека им е убаво и дека се дружат помеѓу себе. Ако останеле дома, ќе биделе осамени. Убаво, ние овде се дружиме, дома ќе бидам сама. Е така. Немате никој свој? Мисли децата во странство. И ја сама останав и не може да седам сама, дојдов овде. Се грижат ви доволно? Се грижа, добро е, добро. Добро е. Си се дружиме, ако биде шарен, ќе биде арни и другите према тебе и така. Сама живеев ради тоа што мажот ми почина и на ниско требаше со помагало дека сум. Дома немам услови никакви, поскали нагоре, поскали за надвор, поскали за вкупатило. И овдека решим, не сум нукми, најдобро овдека да се бидам. И тој сега не може да дојде Скопје. Како е овде животот? Па добар. Добар. Има во секое време народ, има смешки, има плачки. Че се сета за нешто за животот, че се расплача. Од домот во Прилеп зголемената заинтересираност за сместување ја гледаат и во подобрувањето на условите. Преку проект на Бирото за равномерен регионален развој набавиле голем број на душеци, медицински кревети, обични кревети, трпезариски маси, столици и плахари за собите. Донесовне нов инвентар за секој посебен нов душек, нови легла, значи нов кревет. Тука за кај нас има предпоставувам заинтересираност фазла од претходно, повеќе од претходно, бидејќи условите се подобрени сепак од претходно. И младите што се иселуваат од нашата држава. За жал. Во завршна фаза е документација, односно проектната документација за инсталирање на фотоволтаици се со цел за финансиско намалување на трошоците, кои што во ова време и тоа како е во корист. Од домот за стари лица вела дека во моментов потребни се повеќе вакви домови. Имало и листа на чекање, но итните случаи веднаш ги сместувале.